Прво, ова генерација е прва генерација на гимназијата Ацо Русковски, односно продолжение на првата гимназија која беше претходно формирана 52 година во Берово. А ние 61 година дојде она. А ние 61 година ја отворивме она првата генерација со учителска школа, гимназија и економски. Ние беме ретко едно 708 ученика беме. Тука беа најдобрите професори, најдобрите ученици. Од ова гимназија се освоја првите места на физика, на хемија, на биологија. Првите, иако немахме она привање, ние беме први пливачи, разбирашеме, иако плivавме во обични џолови, разбираше, односно по наши манешевски глави за наводнување, имаме доста од народна техника, првите она, како да речем, конструктори на радиоапарати, се тоа беше една генерација, мислам, не само нашата, јас сакам не да бидеме себични, него сите генерации во таа гимназија се досега најпласирани во интелектуалниот кодекс на целата Југославија и Македонија. Видите, првиот преседување на бубрего е од Влашки доктор. Првите такова математички модели од Кржовски, од Багој Попов, разбираше ме. Првите како да речем, убави бизнисмени, Андонов, Јован Андонов, првите финансиери, банкари и музичари и првите лекари во Струмица, во Штип, во Скопје, неурохирузи, сето тоа го даде ова гимназија. Ние сме горди пошто ние, како да кажем, еве даваме еден повод и не радува и тоа што почна и младите да не копираат, пошто ние секоја година се се собираме и си ги сеќаваме. Видите, гледа, ние тука се, како да кажем, осеќаме како едно семејство. Тука нема тој, он и вака. И вие треба да си представите, мислам, тоа е порака за младите, ние какви сме били во школските денови, колку сме се поддржували на изградба, на имен денови, на роден денови, на кучни слави, на селски слави, после кога станавме по факултетите, бевме водечи во сите конгреси со научни трудови, со спортски такова резултати. Сето тоа, гимназијата во Берово, Ацо Русковски, можам да речем, е на прво место по кадри во тоа време. И Берово има најмногу учени луѓе по пер капито во Европа со високо образование. Тоа е бројка која сакаме да продолжиме, али за жал да ви кажам дека веќе јас во тоа училиште учех прво деление, учехме, беме 80 ученици, ова година запишале 5 деца. Таа бројка, да им дадеме порака, да не го напушат тоа огнише, него да се, како да кажем, препознаеме со тие генерации нашата. Ние кога сме стварале, ќе кажем само еден пример, ние не се сравме што учевме гимназија, беме овчари. Во моје време, моето село имаше 23.000 овци, сега нема 230 овци. Разбирате, така, само кога тоа се бројки, во еден, како да кажем, период од многу кратко време, и се раселија младите, али полека гледам дека веќе почнуваат да се враќаат нашите манешевци, оти кај да одат во манешти доаѓаат. Еден поздрав до сите, една благодарност на друштвото, на вас и на сите тие што не пратевте и што ја преносите оваа порака да биде како една лекција дека ние сакаме тоа што бевме ние да бидат и они. А тоа што сме ние ќе бидат и они. Така да таа порака да... Јас сум една од славеничките на 60 годишница од нашата матура на ученици во гимназијата Ацо Русковски во Берово. Се викам Весела Чичаковска, сега Стојковска. Јас започнав во гимназиска паралелка, меѓутоа после 2 месеци се отвори економска паралелка и пошто бев ја дете сирак, немав можности, ако гимназијата не се продолжи, да се вратиме повторно на економско, одлучив да продолжам на школување во економските паралелки, во гимназијата Ацо Русковски. Сите мои овие соученици ми се соученици од 8 летка, од прво оделение до завршување на матурата. Го завршив економското училиште во Берово као првенец на генерацијата во економското училиште. Бев наградена со златен саат и со тоа посебно се гордеам. Се запишев на економскиот факултет, уплашена, дете од провинција, дете од сиромашка фамилија, брат ми беше на факултет, се затекнавме двојцата, 2 сирачиња, без никакви средства за живот. Меѓутоа бевме скрос одлични ученици и двојцата
И така да јас добив стипендија од Министерството за школство, тогаш од образование, и можев да ги продолжам моите студии на факултет. И кога се видов таму меѓу 600 студенти на прва година, многу бев уплашена затоа што тоа беа деца од фамилии, од скопски фамилии, кои што се имале можност да учат повише учебници. Ме фати страх, меѓутоа мојата упорност, мојата желба да завршам факултет беше поголема од се и завршив како првенец на генерацијата на економски факултет во 1988 година. Како првенец на генерацијата на економски факултет од тој. Бев повикана да бидам и асистент на економскиот факултет на 2 пати на предметот политичка економија, меѓутоа се запослив во Стопанска банка од првиот ден, затоа што таму имаше можност да добијам стан. Тоа беше едино мојата желба да не останам на улица и покрај тоа што моите професори ми нудеа да бидам и асистент и да ме вработат во Народна банка и да ме вработат во електростопанство, затоа што сите бараше некои солидни кадри, јас бев повикана од моите професори да бирам кое работно место во Скопје го барам. Го сакам. Така да бев повикана и во Белград да бидам пратена на некои обуки, меѓутоа јас одлучив да останам во Скопје и од првиот ден се запослив во Стопанска банка Скопје. Од таму почнав приправничката работа и завршив со директор на дирекција, на сектор. Имав можност да учествувам во финансирањето на целото стопанство во Македонија, затоа што работев во дирекција која што го финансираше стопанството на Македонија. Јас сите фирми во Македонија ме знаат. Еве сега имав прилика на оваа прослава да дојдам и да добијам прегратки од еден директорот на Македонка, затоа што бев и повереник на 25 загубари, предложен од тогашниот премиер, председател на влада Бранко Црвенковски за повереник на Македонка во овие 25 загубари кои беа утврдени од страна на Меѓународна банка. Во исто време работев и во банка и бев повереник на Македонка од 25 загубари. Се гордеам со тоа што денеска го сретнав мојот директор од Македонка, кој кога ме виде ми прегратки даде и ми честиташе за прославата и многу сакаше да се видиме пак во Скопје. Се гордам со мојата генерација, иако растевме во едно сиромашко време, во едно друго време, меѓутоа растевме во едно релаксирано време, кога немаше завис, кога имаше сиромаштија, кога сите бевме исти и сите сакавме да учиме и да докажеме. Беровската гимназија е позната по добри ученици, добри студенти, јас со тоа се гордеам. Моите колеги од економскиот факултет славевме секоја година во различен град прослави за одгодишници. Ја овде ги донесов 28 годишницата од дипломирање, 128 дипломирани економисти од Србија, директори на Симпо Врајне, директори на Јумко Врајне, директори, професори на факултет. Во овој простор ние славевме наша годишница. Јас им обезбедив спонзорство на сите, никој ништо не плати, затоа што наши колеги беа директори, министри, така ни овозможи една убава прослава. Во чест на тоа стално ме молеа да ги донесам повторно во моето драго Берово, мојот роден град. Пред 2 недели на 11 мај ја донесов 35 души мои колеги од факултет кои ги прошетав во Берово да го видат сегашното Берово. Сакав малце и Берово да го промовирам, да им покажам што све ова нуди. Беа воодушевени затоа што отидовме на Бела вода, на Аурора, во манастир и ручекот ни беше овде, во ова каде го славивме нашето 28 годишница. Јас сум горда на моето Берово и сакам на било кој начин да го промовирам и за туризам, и за гостопримство, и за природа, и за све што може да му пружи Берово и многу се гордам. Секој лето имам викендица овде на Абланица и секој лето ја носам гости од разни краеви овде да го видат Берово и сите се воодушевени, така да ќе продолжам со промовирањето на туризмот, на гостопримството во Берово, на убавините. Сите беа воодушевени тоа што го видеа, затоа што идевме преку Струмица, преку Бела вода, не можеа да се начудат какви убавини има во Македонија. Треба да си ја прошетаме Македонија за да ги видиме убавините на нашата земја. Јас се гордам што овде денеска доживеавме 60 години да прославиме од нашата матура. Се надевам, се договоривме сега, немаме време да чекаме 60 нови 10 години. Секоја година да се среќаваме. Благодарение на нашиот вечити спонзор, нека живее уште Благој Македонски, кој што ни ги спонзорира сите прослави,
Дури и нас од Скопје ни плати превоз, ние дојдовме со негово возило вчера од Скопје и сме му многу благодарни. Се надевам дека ќе продолжиме со нашето дружење и ќе го промовираме убавините и гостопримството на моето драго Берово. Не можам никогаш да го заборавам. Благодарам многу, дружбата ни беше супер, еве и вие сте сведоци на тоа и поздравам сите беровци и се гордам со сите мои сограѓани во Берово.